Добре дојдовте во училница. Четврто оделение, Драгица Иванова, оделенски наставник, Основно училиште Круме, Кепески, Скопје. Денес на часот по ликовно образование ќе учиме за два видови на ритам. Првиот е прост или регуларен ритам. Вториот е алтернативен ритам. Цели на наставниот час: да се запознае со поимот ритам во ликовното творештво, да препознава различни видови на ритам, да се поттикнува да прави споредба на ритамот во секојдневниот живот. Ритам значи повторување. Во природата и во нашиот живот се повторуваат некои нешта. Примери: денот и ноќта, неделите, месеците, годишните времиња. Се повторуваат нашите животни навики: хигиена, исхрана, облекување, спиење, одење во училиште, одење на работа и така натаму. Прост или регуларен ритам. Да објасниме. Прост или регуларен ритам е кога еден ист елемент се повторува повеќе пати без да ја промени својата големина, форма и боја. Ќе видиме неколку слајдови. Имаме примерот 4 слики кои ни го представуваат простиот ритам во секојдневниот живот, како претходно што наброивме. Сега ќе зборуваме за вториот алтернативен ритам. Алтернативен ритам е кога имаме повеќе пати повторување, но елементот што се повторува не е ист или се повторуваат два различни елементи на изменично. Еве како е прикажано со слики алтернативен ритам, значи повторување на различни елементи на форми и боја. За домашна задача од наученото да го прикажеме и со домашна задача. Ликовно да се изразиме. Мотив: ритам во секојдневниот живот или во твојот дом. Техника по избор: цртање со молив, фломастери или сликање со темперни бои. Се надевам ќе ви биде многу интересна оваа домашна задача и ќе си ја сочувате низ вашиот живот, да се сеќавате на часот со ликовно изразување на елементите денес што ги учевме, односно што се запознавме со видовите на ритам. Благодарам на вниманието. Довидување.